Почитувани, на прагот сме на новата сезона на емисијата Растеме, во која обработуваме различни теми за децата и младите. Секако првата емисија ќе ја посветиме на една од важните работи во развојот на децата, а тоа е образованието и воспитувањето. Во време на пандемија, кога владее голема неизвестност и се зависи од тоа какви ќе бидат бројките на заразени со COVID-19, се прават чекори кон дигитализација на наставата, односно далечинско учење. Во таа насока во нашата земја е создадена унифицирана национална платформа за онлайн учење, преку која од 1 октомври ќе се одвива новата учебна година. Платформата според надлежните е едноставна за користење и нуди учење на 5 јазици. Ученикот преку компјутер или телефон ќе може да ја гледа училницата и наставникот и ќе може да ги користи сите поставени аудио и видео материјали на платформата и да ги изработува домашните задачи. Деновиве се спроведуваат и обуки за користење на платформата за наставниот кадар. Оделенскиот наставник од Основното училиште Гоце Делчев, Сонја Трифуновска, во улога на обучувач, вели дека оваа платформа е новина во нашето образование, која ќе обезбеди поголема база на образовни материјали, а наставниците ќе се стекнат со дигитални вештини. Оваа учебна година стартуваме подоцна за разлика од минатите учебни години со почетокот. Беше на 1 септември, оваа учебна година најверојатно ќе биде на 1 октомври почетокот. Нашето училиште побера согласност за да се обезбеди настава со физичко присуство на учениците, со оглед на тоа што повеќето од родителите се изјаснија за физичко присуство. Се уште чекаме одговор дали ќе бидеме со физичко присуство, но сепак ги подготвуваме протоколите кои што треба да бидат изготвени за да бидеме спремни за почетокот на учебната година. Но секако дека ќе имаме ученици кои што ќе бидат фатени со онлайн наставата и заради тоа многу е важно тоа што се започнува со национална платформа која што изработи Финки и тоа е многу голема новина во нашето образование и со незина помош ќе се обезбеди поголема интерактивност помеѓу учениците, соработка со наставниците. Исто така ќе се обезбеди поголема база со образовни материјали и на ист начин ќе се обезбеди и дигитални компетенции ќе имаат наставниците и вештини кои што со текот на времето ќе ги развиваат. Мощно е значајно тоа што со оваа платформа ќе обезбедиме настава која што ќе се одвива и со учениците со физичко присуство, но во исто време можеме да ги вклучиме и учениците кои што ќе ја следат наставата онлайн и на тој начин ќе бидат на наставниот час присутни и тие. Министерството за образование и наука, за да се имплементира оваа национална платформа, изготви стратегија која што е во 3 фази. Во првата фаза се најдоа наставници 30 кои што се тие се национални обучувачи кои што се подготвија како да се имплементира оваа национална платформа, се обучија. Во втората фаза сме офатени ние училишните обучувачи кои што бевме избрани од секое училиште во државата и во третата фаза значи ние ќе вршиме дисеминација и ќе спроведуваме обука за сите наставници по училиштата и со овие 3 фази ќе биде опфатено обучувањето на сите наставници во државата. Исто така
Многу е значајна оваа национална платформа, бидејќи е унифицирана, бидејќи таа се изведува на сите наставни јазици, значи, односно на сите јазици кои што се изведува наставата во нашата држава и исто така мощно е важно тоа што богат е со многу дигитални алатки кои што можат наставниците да ги користат и со помош на овие дигитални алатки можеме да создаваме активности и ресурси кои што ќе ни помогнат во работата со учениците и на тој начин ќе се обезбеди поквалитетна онлайн настава. Според предвиденото, наставниците за време на часот треба да бидат во училница, во која ќе може да има и ученици кои тука ќе следат наставата, а преку конференциска врска ќе се изведе и далечинско учење. Онлайн часовите ќе ги закажуваат наставниците. За секој онлайн час ќе има посебна видеоконференциска врска. Знаеме дека сега наставните часови ќе бидат скратени, ќе бидат во траење од 30 минути и наставниците ќе се закажуваат, например, еве час по математика. Ќе се испрати линк преку националната платформа до сите ученици, бидејќи учениците се на платформата, ажурирани со помош на системот ЕМИС, а наставниците со ЕСАРУ системот, и тие ќе бидат во платформата. Меѓутоа, за да влезат, мора да се најават со корисничко име и лозинка, и кога веќе ќе бидат најавени на платформата, во календарот, што е во рамки на националната платформа, ќе им излегуваат часовите, дека имаат закажан час или дека имаат некоја домашна задача зададено, и учениците со кликање на линкот директно ќе се воспостави видеоврска со наставникот и на тој начин ќе се изведува наставниот час. Сега, значи, се оди на тоа наставниците да работат и онлайн во училиштата. Значи, секој наставник ќе биде во својата училница и може да има и ученици во училницата и во исто време да изведува и онлайн настава со учениците кои што кои што учат со далечинско учење од дома. На тој начин што ќе се вклучиме во видеоконференциска врска, во исто време наставникот им предава на учениците што се со физичко присуство, но часот го следат и учениците од дома. Просветните работници се свесни дека можно е да се појават проблеми. Секако дека ќе се појавуваат многу проблеми во однос на онлайн наставата, во однос на најмногу, мислам, дигиталните уреди, затоа што не сите ученици поседуваат дигитални уреди или пак можеби ќе се бара некоја конфигурација која што ја немаат учениците и заради тоа очекуваме дека ќе има проблеми, не само кај учениците, ќе има и кај дел од наставниците за да се вклучуваат. Меѓутоа, тековно верувам дека и во соработка со Министерството дека ќе се решаваат тие проблеми. Со измените на законите за основно и средно образование кои ги изгласа Собранието, за време на вонредни околности учебната година може да започне и заврши и во време различно од времето кога вообичаено започнува, за што ќе одлучува владата. Во вонредни услови со овие законски измени, наставата во основното и средното училиште ќе може да се организира со физичко присуство на учениците или на далечина со примена на средства за електронска комуникација. Измените на двата закона предвидуваат и наставниот час да трае пократко од 40 минути, заради поголема заштита на учениците кои ќе следат настава со физичко присуство. Со законските измени е предвидено и можност за кратење на наставните денови во учебната година од 180 на најмалку до 100. Почетокот на оваа училишна година ќе биде поинаков од другите. И сите се прашуваме како ќе изгледа враќањето во училишните клупи со новите мерки. Сега ќе ви покажам. Кога ќе пристигнеме, наставничката ќе ни измери температура. Пред да влеземе, ќе ги дезинфицираме чевлите и рацете. Секогаш се поздравуваме оддалеку. На училиште сите треба да носиме маска кога сме внатре, во ходник, на час, кога одиме во тоалет.
Научивме и дека не треба да го допираме лицето, бидејќи во рацете може би се кријат вируси и бактерии. Рацете ги миеме често, со сапун и со вода. Најмалку 20 секунди. Маските ги вадиме само кога јадеме. Може да ја извадиме маската и кога ќе излеземе во дворот, ако држиме растојание од 1,5 метри. И треба почесто да отвораме прозорец за да влезе воздух. Ако не се чувствувам добро, морам да ја кажам на наставничката или на мама и тата. Тие се големи и знаат што треба да направат. Додека да дојдат мама и тато по мене, ме чува наставничката во посебна соба за да ги заштита моите другарчиња. И секогаш држиме дистанца. Така се заштитуваме самите себе, но и сите што ни се важни. Мама и тато, бабе и дедо, другарчињата и наставничката. Да ги почитуваме мерките и да покажеме дека иако сме мали, знаеме како да се соочиме и со големи предизвици. Од 9 септември беа отворени детските градинки во кои покрај згрижувањето на најмалите се спроведува и воспитно-образовен процес. Освен радоста што децата ја носат со себе, оваа година деновите во градинката се многу поразлични од претходно. Се одвива по строго утврдени здравствени протоколи, од приемот и престојот, па дури до дружбата меѓу децата. Пандемијата со коронавирусот наметна нови правила. Колку има? 2 години. Добро. Она? Радица ќе ја носиш. Сега рацете чуе? Емо га ќе дојде. Да? Ајде ти. Ајде мама. Види со те, да? Сега? Браво. Во детската градинка Младост во Тетово, при приемот се мери температура, се дезинфицираат рацете. Маска задолжително носат и вработените и родителите. Воспитните групи се со најмногу 6, односно 15 деца, вели директорката Рамија Даути. По протоколот ги пречекуваме децата, одредени се вработените кои ќе бидат на пречек и едниот од вработените кои ги носи до занимална децата, бидејќи знаеме по протоколот вработените што се во занимална немаат право да излагаат од занимална, да ги пречекат децата тука и цело време да бидат со нив. Секоја занимална си има дезинфициенси, сапуни, гелови за рацете, значи секако секој 2 часа ќе треба да се дезинфицираат масите, све што употребуваат децата при секоја употреба мора да се дезинфицира. Вработените се запознаени, ги знаат правилата на протоколот. Имаме докторка плюс и медицинска сестра, одредена е занималната каде детето ќе биде за тоа време додека дојде родителот да го земе. И тука имаме поставено и првата помош и дезинфициентите кои се потребни за толку време. На детето ќе му се мерува температурата за цело време додека дојде родителот, да видиме како се зголемува или му паѓа температурата. Магдалена Секуловска, мајка на 3,5 годишниот Адријан, кој претходно посетувал градинка, се надева дека децата ќе бидат безбедни. Таа смета дека покрај згрижувањето на децата, во градинка се спроведува и воспитно-образовен процес. Магдалена Секуловска, родител на Адријан Секуловски, дете 3,5 годишно, кој што претходно исто посетуваше градинка. Сега повторно го праќаме затоа што имаме потреба со тоа што јас и мојот сопруг сме во редовен работен однос.
се надевам дека ќе се спроведат сите заштитни мерки со тоа што децата ќе бидат заштитени за време на престојот тука. Мислам дека е неопходно не само за тоа што нема кој да го чува, туку и за нивниот развој, затоа што они додека беа дома, малку беше потешко за чување и за да се воведат нормите секојдневни кои што ги баат тука во градинка. До сега сме задоволни од градинката, тоа каков бил процесот, најчесно за менталниот развој на моето дете. А сега се надеваме дека ќе биде исто како минатата година. Лиридон Диша е татко на 2 мали девојчиња, близначки. Тој вели дека во градинка децата добиваат и воспитание, поради што одлучиле дека неговите ќерки треба да бидат запишани во оваа установа. Добро, јас сум Лиридон Диша, татко на 2 мали девојчиња. Ги донесов девојчињата овде у градинка, оти сметав дека тука е подобро, заради тоа што добиваат и воспитание. Сега за пандемијата, што ви кажам, треба да се градинките треба да ги земат сите мерки, значи за дезинфекција и да држат дистанца, маски и тоа. Потребата од градинка за децата од предучилишна возраст ја потврдува и директорката Даути. Па знаеме колку им помагаше на децата згрижувањето и воспитниот дел во градинките за прием во училиште, но сега во моментот не знаеме како ќе дојде до крајот, бидејќи со тоа што протоколите кажуваат дека децата не смеат да играат. Да ја земемо прво како една играчка топката, зашто не смеат да ја фрлат еден на друг, треба да се дезинфицира. Затоа ќе гледаме повеќе време децата да бидат во дворовите, да бидат организирани како часовите по физичко, некои игри кои нема да ги зближат многу децата. А се знае дека згрижувањето во градинка е докажано дека им треба на децата. Во земјава се појавија неколку спорадични случаи на позитивни вработени деца во градинките, нешто што во услови на пандемија најверојатно беше и очекувано. Но секако тоа може да се превенира, ако сите, буквално сите, се однесуваме одговорно, кога се работи за заштитата од ширење на коронавирусот, зашто постојат соодветни мерки, како задолжително носење маска, дезинфекција и миење раце, држење физичко растојание. Мијте ги рацете. Тоа е најдобрата заштита од вируси. Ајде заедно да научиме како. Откако ќе ги намокриш рацете, земи сапун и убаво истри ги. Дланка на дланка. Помини ја горната страна на дланките, просторот меѓу прстите, но и под нив. Важно е да ги измиеш и ноктите, а потоа и коренот на палците. На крај, исплакни ги и убаво исуши ги. Миј ги рацете повеќе пати на ден, најмалку 20 секунди. Да останеме здрави!